Почнува актуелна тера. Еве ги настаните на денот. Денеска е меѓународниот ден на младите. И банките ќе поддржуваат отпис на долгови. Нереализираните закажани прегледи да се наплатуваат 100%. Како граѓаните ја оценија администрацијата? Пред најавените наслови една информација што току ја добивме. Тешка сообраќајна незгода се случи доцна попладне во напатот Битола Демирхисар, во која се повредени повеќе работници. Првичните информации од клиничката болница во Битола се дека досега лекарска помош им е укажана на 20 на работници во службата за итна помош и во болницата. За повеќе информации по огласувањето на институциите. Во спорниот вакуумиран свински врат на Екстрамен не е најдена бактеријата листерија, покажа суперанализата направена во лабораторијата на Факултетот за ветеринарна медицина. Анализите се правени на мостри кои се земени од истиот вакуумиран свински врат, во кој првично се покажа дека има присуство на опасната бактерија листерија, од која починаа 4 луѓе, меѓу кои едно новороденче, а 5 мина заболеа. Суперанализата е направена со акредитираната метода според ISO 11291. Со ова велат во компанијата Екстрамен паѓаат во вода сите обвинувања дека свинскиот врат на Екстрамен, пронајден во маркетите во Гевгелија, е изворот на опасната бактерија Листерија моноцитогенез. И во Македонија се одбележува меѓународниот ден на младите секој 12 август. Востановен е во 1999 година од Генералното собрание на Обединетите нации. Годинава темата е младите и менталното здравје, зашто многу често младите кои се соочуваат со вакви проблеми се етикетирани и тоа го мотивира да побараат помош или поддршка. Минатата година Националниот младински совет на Македонија овој ден го означи со панел дискусија за поактивна вклученост на младите во сите општествени процеси и промоција на публикацијата чекори до национално младинско организирање. 14 банки, 2 штедилници, Топлификација Скопје, Ева на Македонија, Елем и МРТВ се приклучиле во проектот за еднократен отпис на долговите за најранливите категории граѓани. Вчера заврши рокот до кога потенцијалните доверители можеа да достават изјави за вклучување во проектот за еднократен отпис на долговите за најранливите категории граѓани. Јавниот повик најде на исклучително голем интерес кај банките и фирмите, соопштуваат од Министерството за финансии. До Министерството изјави за учество во проектот доставиле 14 банки, 2 штедилници, Топлификација Скопје, Ева на Македонија, Елем и МРТВ. Кон јавниот повик се приклучили и од Нотарската комора и Комората на извршители на Република Македонија. Согласно законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните, ќе се отпишуваат долгови настанати заклучно со 31 декември 2013, а се неплатени подолго од 12 месеци. Правото на еднократен отпис на долгови може да го искористат корисниците на социјална парична помош или на постојана парична помош, невработени лица кои активно бараат работа подолго од 12 месеци и лицата кои се изложени на социјален ризик поради смрт, инвалидитет или потешка болест. Ќе се отпишуваат долгови по основ на потрошена електрична енергија, топлинска енергија, кредитни картички, пречекорување на трансакцијски сметки и потрошувачки кредити, а кои не се обезбедени, како и за радиодифузна такса. Заедно со главниот долг ќе се отпишат и каматите, како и трошоците за нотари и извршители. За отпишаниот долг доверителите, односно банките, Ева на Топлификација, ќе добијат право на даночен кредит во висина од 10% од отпишаниот долг. Во следниот период ќе следи подпишување на договор меѓу Министерството за финансии и доверителите кои изразија интерес за учество, како и јавен повик до граѓаните опфатени со законот да се пријават за учество. Вработените во Централниот регистар добиле најпозитивно мислење од испитаниците, а најмалку позитивно мислење имале за вработените во Оделението за издавање лични документи при Министерството за внатрешни работи, истакна министерот за информатичко општество. Граѓаните оваа година се најмногу задоволни од севкупната работа на Централниот регистар, кој е оценет со највисока оценка 5 од 51% од испитаниците. Најниска средна оценка имаат центрите за социјални работи и Оделението за лични документи на Министерството за внатрешни работи од 3,6. Тоа се резултати од анкетата за задоволството на граѓаните од државните институции која Министерството за информатичко општество и администрација ја спроведува втора година според методологијата барометар
мониторитер на квалитетот на институциите, а првпат годинава е воведен и таен клиент, најмени агенти кои посетуваат агенции и таен клиент преку телефонски јавувања за оценување каков е односот на институциите на телефон. Најмалку се чека до 5 минути во управата за имотно-правни работи, оцениле 78,3% од тајните клиенти, а најдолго се чекало во катастарот на Република Македонија. Министерот Иво Ивановски соопшти дека истражувањата преку анкета и тајни клиенти биле спроведени во јуни и јули 2014 година во 11 државни институции и во 3 општини по случаен избор: Киселавода, Свети Николе и Прилеп, како и во подрачни служби во кои има голема фреквенција на граѓани. Вработените во Централниот регистар добиле најпозитивно мислење од испитаниците 68,3%, а најмалку позитивно мислење имале за вработените во оделението за издавање лични документи при МВР. Хигиенските услови се најдобро оценети во Царинската управа, најмалку во Фондот за здравствено осигурување. Царинската управа е и најпристапна за лица со инвалидност, а најнесоодветен пристап има во Фондот за пензиско инвалидско осигурување. Подобро од лани е оценета услужноста на управата за јавни приходи, Централниот регистар и Царинската управа. Од трите оценувани општини граѓаните биле најзадоволни од Прилеп, а најмалку од Свети Николе, а во телефонски јавувања најголемо задоволство имало од Свети Николе, а со општина Прилеп тајните клиенти не биле во можност да воспостават контакт. По веста дека дури 29.000 пациенти во јули не го искористиле закажаниот термин во јавното здравство, лекарите специјалисти реагираат и бараат пациентите да почнат да го почитуваат времето за преглед. Некои од лекарите посочуваат дека во земјите од Западна Европа важи правилото: кој нема да дојде на закажаниот термин во јавното здравство го плаќа приватно прегледот иако на него не се ни појавил. Според правилата на мој термин, упатот може да важи една недела пред, но и една недела по закажаниот термин. Се извинувам. Така што пациентот кој од оправдани причини не се појавил во точно закажаниот термин, прегледот може да го оствари во посочениот период. Еве што ќе гледате во продолжение. Добровени доби асфалт. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали ја користите услугата Мој термин? Секогаш задолжително, понекогаш никогаш. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. На државните универзитети оваа недела ќе почне пријавувањето за додипломски прв циклус студии во академската 2014-2015 во прв уписен рок. Не е најдена бактерија листерија во погоните на фабриката на Екстрамин, покажале дел од испитувањата на Институтот за јавно здравје кои биле извршени доцна попладне. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, на граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Групата Исламска држава им објави војна на Турција и на ново избраниот турски претседател и актуелен премиер Реџеп Тајип Ердоган објави турскиот весник Сабах, пренесувајќи изјава на лидерот нова исламистичка организација. Државјанинот на Босна и Херцеговина Емрах Појница инаку обвинет за учество во терористички напад врз амбасадата на САД во Сараево во октомври 2011 година. Експерименталниот лек за ебола 3-МАП, за кој се верува дека ги спаси животите на американските државјани инфицирани од вирусот на ебола, ќе им биде доставен на заболените во Либерија. Се враќа животот во селото Добровени. Селото има многу повратници, а за прв пат по многу години доби и нов асфалт. Маја Богоевска. Селото Добровени, кое се наоѓа во општина Новаци, денес доби нов асфалт. Асфалтирањето во ова село е дел од програмата на општината која предвидува 2,5 километри улици. Прв пат после толку години тураме асфалт на овие жители.
Јас секогаш велам дека многу мали барања има и мора да му исполниме на одиме кон развивање на ваквите села. Сакаме да ги привлечиме малце овие нашите иселеници, да им створиме што поповолни услови, за да може да се вратат. Еве тука сега покрај асфалтирањето донесовме и водовод. Со струјата мал проблем имаме околу напонот, мислам ќе го решиме понатаму. Жителите на селото задоволни, велат ова село порано било најразвиено, но заради недоволно основни услови за живот, многу жители се иселиле, но сега сликата се менува. Асфалтирањето на овие улици значи многу, велат жителите. Ова нешто ќе биде пишано во историјата најдоброто од вода ни пушти на половината село тука. Сега имаме брана, проектот е даден за да се реализира уште, се тендерот тамо тој си е газата, све што ќе биде од градоначалникот све. Имаме зграда една, сега е во тек да се изгради, таму ќе поставиме продавница. И граѓаните се многу задоволни од ова нешто. Ова беше се пошумено. Кога дојдовме, тоа смокој, тоа све. Овој асфалт ќе значи за граѓаните што на чешма што ќе одат и што ќе се враќа обезбедени, од ништо не нападнати. Значи ќе се обезбедат и се вратат и да појдат до чешмата и да се вратат. Тука има нашето село, кај што е чешмата, извори, јаки извори. Али порано немаше луѓе да се сетат и ова да го искористат. Сега го искористиме во ова време, вода за пиење ќе има сите и плюс технолошка вода од браната. Па многу е ќе биде убаво. На чешма ќе може слободно дојш, нема да се чизми зимото. Вода. Како се снаоѓавте? Од тука пешки одевме со вода. Со чизми кога ќе заврне со чизми дојш. У мене. Мора дојш така, иначе не може. Во селото сега има повеќе повратници. Сега има 34 жители, а само 9 жители се со лична карта од тука. Со повратниците ќе заживее селото. Тука имаме сега расадници, ново насадени села капка по капка. Значи имаме од Скопје, имаме од Битола. Пчеларство имаме 9 пчелари тука. Сточари имаме 5 сточари. Значи тука се развива, уште се како кога ова ќе го видите, напред сите се тука. Обновени му се куќите 34 фамилии. Вода поставено внатре све, чекаме се уште да постои се многу се благодарни ово и ние се не можеме како да му се заблагодариме на градоначалникот Лазар Котевски на општина Новаци. Досега не се најде, беше и Бачка општина, арно ама може не е кривицата. До ними немало човек од тука метна не за да побара од ними. Јас проверив, ниедно писмено барање немаше за село Добровини. Сточарство имало, пчели, лески, ореј, се има, грозија, се има. Се има, бадеми, некој саде од Скопје, овој Сашо. Се што си тркна, јас со крави работам, други секој со својата работа. Ке може да се живи. Надам ке се врати, јас 5 години во 6 сум тука. Јас па никој пече с кој ти имаше. Старци сам. И тие се умре, дестина се непокретни. Ништо нема. Постепено ќе се врати селото. Пред Добровени се асфалтираше во Гермијан, Бачи и Живојно, а ќе се продолжи кон низинскиот дел. Во Живојно асфалтираме околу 700 метра до манастирот. Од селото Живојно до манастирот. Ќе продолжиме и понатаму. Овие активности секоја година ги спроведуваме. Градежните работи се започнати, па мислам за едно 20 до месец дена ќе биде све завршено. Жителите велат дека ова е само почеток од она што во иднина ќе стане Добровени. Општина Новаци е една од општините кои има најмногу развиен однос со Франција. Ова го рече француската амбасадорка Уер при незината прва посета на општина Новаци. Маја Богоевска. Француската амбасадорка денес во прва посета на општина Новаци се сретнаа со градоначалникот на Новаци со кого разговараа за повеќе работи. Според амбасадорката, општина Новаци е една од општините кои има најмногу развиени односи со Франција. Нарочито соработка со Долна Нормандија ќе продолжиме и натаму, бидејќи 2008 година започнавме еден проект за алтернативни, односно селскиот туризам. Сега поново ќе го активираме. Зборувавме и за други теми, нарочито за апликација према ИПА програмите во однос на мемориалниот туризам, бидејќи тука имаме доста
Нормално во меѓугранична соработка со Грција и Албанија имаме тука и ровови закопани, магазини и патишта, нарочито имаме и еден француски пат кои ќе бидат реконструирани и да ги видиме, да ги видат туристите кои се доста заинтересирани. Оваа година се одбележуваат 100 години од Првата светска војна. За да се разбере тесните врски помеѓу помеѓу Франција и Македонија, треба да знаеме дека скоро 100.000 французи во период од 2 години престојувале овде во тоа време. Ние исто така разговаравме со господинот градоначалник кој што уште од 2007 година бил во посета на Франција, да можеме да правиме соработка во 3 области. Тоа е областа на образованието, во областа на одржливиот туризам и во областа на наследството, културното наследство. Разговараа и за спомен костурницата на доктор Рајс. Значи, доктор Рајс, криминолог швајцарски, ние преку невладината организација Велком Македонија, значи имавме таа иницијатива да го собереме дипломатскиот кор, да дојдеме тука во посета на костурницата, бидејќи, како што знаете, доктор Рајс со телото останал во Белград, меѓутоа неговата душа била тука. Француската амбасадорка најави дека во Битола работат на музејски културен центар, а се надева дека дел од историјата во Новаци ќе најде место во овој музеј. А во рамките на проектот Жива историја, жива природа во Новаци творат грчки уметници. Сакаме да запознаеме повеќе луѓе, да стекнеме што повеќе искуство со околината и што побаво да поминеме во местата што ги посетуваме. Συμμετέχω αυτό το πρόγραμμα. Воските сум од местото Новаци и сум учесник во овој проект. Ми се допаѓа целата околина на Новаци, пред се дивата природа, што ја посетивме во општина Новаци, во регионот на Мариово и покрај тоа што нема жители, се преубави села со природна убавина. Беа во обиколка на културното наследство што го имаме ние од оваа страна. Соработуваме со ним на културно ниво, разменуваме искуства, нашите уметници со ним се дружат. За случувањето на фестивалот Зигет во Будимпешта со ексклузивни информации ни се јавува колегата Агим Джело. Рејко од луѓе во Будимпешта на сите целта има една – островот Обудај, каде што почна фестивалот Зигет. Тоа е спој на се што може да се нарече забава и тоа во буквална смисла. Од концерти на светски музички звезди до изведби на помалку познати групи, уметнички перформанси, акробации, циркус, забави на отворено. И што е најбитно, собиралиште на луѓе од цел свет, што реноликост од националности, возрасти и стилови, нешто што не може да се собери и види на едно место во период од 7 дена. До сега во историјата на фестивалот не се памети толку голем интерес за едно од најголемите музички случувања во Европа. Во таа гужваат унгарци, англичани, американци, кинези, германци, австралијани. Ова година има и 50 на македонци. Ако до пред некоја година од нашата земја речиси немаше посетители, во последните години има се повеќе македонци кои што го посетуваат овој фестивал. Деновиве Будимпешта дише во ритамот на Зигет. Островот Обудај е вистински рај и со право го викаат островот на слободата. Концертите веќе започнуваат со големи звезди на островот кој веќе е еуфорично, со најразлична музика, акробати, литературни читања, проекции на филмови, циркус и штандови со национални кујни. Вечерва со нетрпение се очекува настапот на Суперхикс. Забавата на музичките сцени започнува во попладневните часови и трае до изгресонце. Така ќе биде до крајот на фестивалот, поточно во наредните 7 дена. За Тера телевизија од Зигет до Будимпешта, Агим Джело. Остануваме кај музиката, но овој пат она нашата локална. Од 13 до 16 август Битола ќе биде домаќин на 15-тото издание на интернационалниот детски музички фестивал Тралала, на кој учествуваат 40 млади музички таленти од 16 држави во светот. Гостин во денешниот актуел е директорот на фестивалот Тони Алексовски. Добре дојдовте. Добре дојдови, благодарам за поканата. Пред малку кажав, нели, од кога до кога ќе се случува фестивалот, имаме од секаде 40 учесници. Да. Како течеше подготовката на самиот фестивал? Подготовката течеше како и секоја година, значи имаме контакти со многу држави во кои ние гостуваме како представници на Македонија на нашиот град на фестивалот Тралала, сакаат да ни возвратат со посетата и да го видат овој убав фестивал. Така на ова година веќе се пријавија 40 учесници од 16 држави. Имаме учесници од
Русија, од Португалија, Полска, Романија, Бугарија, Косово, Албанија, Малта и многу држави, да не ги направувам сите. И се очекува еден прекрасен фестивал кој трае веќе од утре, започнуваме, нели трае до сабота, завршувајќи со гала вечер. Така, кажете ми околу песничките, сигурно ќе се представи на свој јазик, нели тоа е поентата на тоа интернационално? Да. Значи, утрешниот прв надпреварувачки ден, на 13 август, значи во Народниот театар Битола, во 17 часот, слободен е влезот, ги поканувам сите кои сакат да ги слушнат новите звезди на Тралала. Се пее, значи, песна на мајчиниот јазик. Секој учесник, значи, настапува со песна на јазикот од државата од која доаѓа. Наредниот ден, на 14 август, е исто во 17 часот во Народниот театар, е песна на странски јазик, значи секој исполнител исполнува по една песна на странски јазик. Исто е слободен влезот. Може, значи, секоја публика која сака да дојде да присуствува на тој настан. Во петок е слободен ден, значи организираме пропратни активности, значи екскурзии за сите гости, да оставиме впечаток како добри домаќини, гостопримливи, и одиме во Охрид и Свети Наум. А во сабота е гала вечер, тоест доделување на наградите во Центарот за култура од 19 часот. Така, какво е прифаќањето на сите оние кои што ги слушаат тие песни, посебно кај детската публика, кога слушаат песничка на некој друг јазик? Има ли тука малку негодување, дали ќе им се допадне или нема да им се допадне, или едноставно музиката не познава граници? Како што рековте, музиката не познава граници, значи тие се дружат, дојдене се тука во тие 5-6 дена да стекнат нови пријателства, исто и ние возрастните да го прошириме кругот на нашето действување нели во областа на детската музика, така да не постои пречка, значи јазикот не е бариера за тие деца, доаѓаат од многу земји, специјално во нашиот град за да учествуваат на овој фестивал. Би сакал да додадам дека покрај активностите, екскурзите кои ги имаме, значи организирано, после пресконференцијата на 14 август, значи во Центарот за култура во Малата сала, имаме прием во храмот Свети Димитри, каде владиката господин Петар ќе ги благослови сите гости, ќе им подари икони нели од светителите, и тоа ќе биде еден убав чин кој се надам дека долго ќе го паметат. Тоа е, се предпоставувам, нема нешто да значи се додаде. имаме исто така, имаме и жири меѓународно, бидејќи овој надпреварувачки карактер, имаме жири од 10 држави. Од секоја држава, значи по еден член имаме, членови на жири комисијата кои ќе гласат во двата надпреварувачки дена на 13 и 14 август и ќе се доделат награди во трите возрастни категории, значи трета, втора и прва награда во прва, втора и трета категорија и гран при, најголемата награда на целиот фестивал. Така, значи да ги повикаме сите битолчани да дојдат на 14, 15 и 16 се на 13, значи утре, 14 август тие се надпреварувачки дена во Народниот театар во Битола и на 16 август во Центарот за култура со почеток од 19 часот гала вечер доделување на наградите. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Спортските настани еден по друг се редат. Од денес до крајот на неделата атлетскиот крем ќе биде во Цирих на Европското првенство. Покрај двата македонски надпреварувачи, таму и нашиот известувач Зоран Мишевски. Денес во Цирих на легендарниот Леценгрунд започнува Европското првенство во атлетика кое што ќе трае до недела 17 август, најголем атлетски настан за 2014 година, на кој што Македонија ќе има два своји представници. Ристе Пандев, кој што ќе трча во квалификациите на 200 метри, тој е единствениот наш представник во машка конкуренција, додека кај дамите ќе не представува Христина Ристевска, која што ќе биде дел од квалификациите во трките на 400 метри. На шампионатот ќе настапат 1439 атлетичари од 50 земји. Во машка конкуренција ќе настапат 788 атлетичари, додека пак кај дамите битката за медалите ќе ја водат 651 атлетичарка. Денес на првиот надпреварувачки ден, покрај многуте квалификации кои што почна уште од утринава, вечерва ќе се делат медали во две дисциплини: фрлање ѓуле во машка конкуренција почнувајќи од 19 часот и 34 минути, како и женското финале на 10.000 метри од 20 часот и 10 минути. Од Цирих, Зоран Мишевски. А што се случува во светот? Замина човекот што го правеше светот повесел, почина актерот Робин Вилијамс. И за други вести од светот по паузата. Концертот на Тошев и Михајловски ги воодушеви битолчани. Модната ревија Макетра ја пресретнува Лилу презентираше нов уметнички концепт. Наградата Книжевен круг доделена на Јордан Плевнеш.
Етноконцертот Лакоча во рамките на Битфест. Робин Вилијамс се пронајден мртов во неговиот дом. Имаше 63 години. Актерот се лечел од депресија и постојат сомнежи дека се работи за самоубиство. Истрагата која е во тек ќе покаже дали има вистина во сето тоа. Со смртта на Робин Вилијамс, светот синоќ ќе изгуби еден од најсмешните и најенергичните актери на денешницата. Актерот и комичар кој најчесто играше хумористични улоги во својата кариера подолга од 30 години, глумеше во бројни филмови и серии и засмеуваше со своите стендап настапи. Познатиот комичар проговорил за пороците во емоционално интервју за британскиот весник The Guardian. Трагично починатиот актер Робин Вилијамс неодамна објавил како по напорната година снимил дури 4 филма, повторно има потреба да оди на рехабилитација. Вилијамс пред раѓањето на неговиот син во 83-тата беше зависник од кокаин и алкохол, но првпат се откажа од пороците пред неговото раѓање и успеа да остане трезен дури 20 години. Но за време на снимањето на филмот The Big White во Алјаска во 2003-тата почнал повторно да пие. По првата голтка се чувствував топло и убаво, но следната работа која ја чувствувате дека имате проблеми, дека никој не може да ви помогне. Вилијамс беше близок пријател со Кристофер Рив, но вели дека неговата смрт не била причина за враќањето на пороците. Посебично од тоа, навистина се работи за страв. Само помислете во ред, ова ќе ми го олесни мојот страв, но не помага. Се плашам од се. Тој страв е насекаде и фрустрира, престрашен сум и вознемирен, објаснил актерот, но не се вратил на кокаин бидејќи знаел дека тоа ќе го убие. Не, кокаинот ме прави параноичен и неспособен, многу е забавен. Ниту еден дел од мене не рече супер, ајде да го пробаме. Бескорисни разговори до полноќ, будење во зори како вампир, не, додал тој. На крај семејството го охрабрило да оди на рехабилитација. Вилијамс секоја недела посетувал собери за лечење на алкохоличари. Пред 5 години комичарот беше на операција на срцето каде една аорта валвула е заменита со свинска. Експерименталниот лек за ебола 3-MAP, за кој се верува дека ги спаси животите на американските државјани инфицирани од вирусот на ебола, ќе им биде доставен на заболените во Либерија. Американскиот претседател Барак Обама и Агенцијата за храна и лекови го прифатиле барањето на либериските власти во земјата да бидат испратени неколку дози од овој лек, за со него да се третираат заболените либериски лекари. Во соопштението објавено на официјалниот сајт на претседателството на Либерија се наведува дека експерименталниот лек ќе биде доставен во текот на неделата од представници на американската влада. Постоењето на овој лек, кој досега е тестиран само на мајмуни, се чуваше во тајност се до заболувањето на американскиот лекар и медицинската сестра од опасната болест. За нив беа испратени 3 дози од лекот, со која нивната состојба значително се подобри, пошто тие беа префрлени во САД. Официјално за еболата нема ниту регистриран лек, ниту вакцина. Производителот на 3-MAP, MAP Biopharmaceutical, вели дека со ова сите залихи од лекот се веќе исцрпени. Компанијата работи со американската влада на производство на нови количества и за побрза регистрација на препаратот. За сега капацитетите за производство на лекот на оваа компанија се ограничени бидејќи се уште биле фокусирани на тестирање врз животни, а тестирањето на луѓе се предвидувало да почне следната година. Бројот на починати од најтешката епидемија на ебола досега достигна 1013 лица, откако за 3 дена во 3 западноафрикански држави починаа уште 52 лица, соопшти синоќа Светската здравствена организација. Конвојот тргнал во својата мисија неколку часа откако рускиот претседател Владимир Путин потврдил дека Русија и Украина постигнале договор со посредство на Црвениот крст, под чие покровителство ќе се дели хуманитарната помош, јавува Russia Today. Конвојот на луѓе во Украина ќе им достави над 2000 тони храна, лекови и вода собрани во Москва од страна на Министерството за етни ситуации, но и од граѓаните, се вели во соопштението. Освен храна, лекови и вода, на истокот на Украина се испратени 12.000 вреќи за спиење, како и 69 агрегати за струја. Во хуманитарната мисија не учествува руската војска, соопштил Кремљ, а функционерите претходно апелирале до Западот да не ја попречуваат мисијата. Се договоривме со украинските власти, а со внимателен оптимизам можам да кажам дека сите можни и невозможни недоразбирања се избегнати, изјавил вчера шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Западот изрази загриженост поради испраќањето на конвојот, предупредувајќи на можноста да станува збор за обид на Москва да обезбеди постојано присуство во Украина. Сега и за времето. Какво ќе биде времето утре во Европа?
за времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани, тука е крајот на денешниот актуел. Останете со програмата на Тера.